Каков впечаток добиваат странците, туристите кога ќе дојдат во Македонија, каква слика им даваме? Честопати и во нашата контактна емисија знаеме самите да си се искритикуваме, но ајде да видиме што забележуваат туристите. Затоа на оваа тема денес го поканивме Елвир Садиковиќ, кој што е не само туристички водич, туку е подпредседател на Македонската асоциација на туристички водичи и придружници. Добро утро. Добро утро. Јас ќе ти кажам Вили, затоа што надалеку си познат како Вили. Така? Токму така. Што значи добро утро, Вили? Вака сега ние гледаме туристи по улиците, особено во центаров на градов, но ајде да видиме од стручен агол гледано за колкава бројка станува, дали е доволно? Каква е воопшто состојбата со туристи во Македонија? Па можеме да кажеме дека во минатиот период, земејќи во обзир, знаеме сите пандемијата, пандемијата навистина беше еден голем хендикеп кој што се случи не само кај нас во нашава држава, туку и пошироко. Значи во светот предизвика големи потешкоти, а и големи штети во туристичкиот сектор. Така да со престанувањето на пандемијата, нормално дека туристичкиот сектор повторно се врати, можеме да кажеме, во нормалата и можам да кажам дека имаме голем број на туристи и голем број на посетители, не само на нашиот град. Бројот е задоволителен. Па можеме да кажеме дека се враќаме, нормално дека може би нема да ги достигнеме бројките пред 2019, односно 2020, меѓутоа идеме во нагорна линија, имаме доста странски туристи, имаме доста странски посетители на градот Скопје на државата и секако дека овој тренд, и оваа покачување на бројка ќе зависи од многу фактори на кои што треба ние да поработиме. Секако на кои треба да поработиме за да привлечеме што поголем број на странски туристи и гости, што ќе имаме многу подобра и финансиска заработувачка, а и самиот туристички сектор ќе има поголема заработувачка, а и нормално тоа ќе биде добро и за градот и за државата. Од каде доаѓаат или можеби уште позначено, поважно е како доаѓаат туристите овде? Доаѓаат, можеме да кажеме, од сите страни од светот, од сите континенти. Значи во минативе 10-15 години градот Скопје и нашата држава, Република Македонија, стана многу интересантна дестинација, како дел од тие европски тури или можеме да ја кажеме попознати балкански тури. Тоа значи не сме финална дестинација или на пропатување или како дел од поширока? Можеме да кажеме дека имаме и финална дестинација, меѓутоа како и дел на балканските рути, заради своите убавини, градот Скопје, нашата држава, Охрид, Струга и сите останати туристички локации, можем да кажем, во Македонија, привлекува големо внимание на странски туристи, така да доаѓаат од сите страни, престојуваат и секако се воодушевени од убавините и од културното наследство на нашата држава. А имаме ли доволен капацитет? Дали сме подготвени за да примеме, велиш, релативно голем број на туристи? Видете, имаме, секако дека има доволен капацитет, можам да кажам, меѓутоа уште се гради, можам да кажам, минативе 10-15 години, голем број на хотели, апартмани, приватни сместувања отворени се, функционираат и можам да кажам дека има доволен капацитет, меѓутоа тоа не мора да значи дека тука треба да се застане. Бројката секако, како што кажав, зависи од други фактори кои што треба да се подобрат, кои што можеме малце понатаму во разговорот ќе го предочиме, ќе го презентираме. Зависат од тие фактори, нормално дека ако се подобри и ако се направи уште подобра промоција на нашата држава, ќе имаме поголем број на туристи и странски посетители. Ајде, пред да видиме каква е сликата што ние им ја даваме, со оглед на тоа што не сме туристи, никош не сме биле на една тура. Да. Ајде прво да видиме каков е планот. Што се опфаќа една класична, да речеме, тура низ градот Скопје? Па видите, започнуваме од две различни локации. Кои се локациите? Да, две различни локации. Првата локација е старата железничка станица, која што можем да кажеме дека е една од најубавите која е направена
пред почетокот на Втората светска војна, Балканот и во Европа, можеме да кажеме. Од тамо започнуваме улица Македонија, спомен куќа на Мајка Тереза, скулптурата на тешкото оро, кој што не знам дали поголемиот дел од нашите граѓани сигурно знаат, се наоѓаат на улица Македонија. Се упатуваме кон плоштадот Македонија, каде што имаме безброј културно-историски споменици кои што датираат од различни, значи, временски периоди. Фонтаната Александар Македонски, Триумфалната порта, куќата на раѓањето на Мајка Тереза, кој што веднаш се наоѓа во близина на влезотот на ГТЦ. Тука имаме една композиција на повеќе скулптури кои се наоѓаат пред камениот мост. Имаме статуата, односно скулптурата на Јустинијан I, Солунските гемиџи, Неџата Голи, мостот на цивилизациите, мостот на уметноста, археолошкиот музеј, зградата на Министерството за надворешни работи, камениот мост кој што е символ. Се упатуваме плоштадот Филип II, каде што имаме фонтаната Мајка, имаме фонтаната на Филип II, музејот на Холокаустот, стариот музеј, музеот на восочните фигури, ако можам така да се изразам, и веќе влагаме во старата турска чаршија, кој што можем да кажеме символот, душата и духот на градот Скопје, еден мултикултурен споменик кој што датира од 15 век. Нешто што сигурно особено им интересно. Особено интересно на странските туристи, многу повеќе се задржуваме, бијќи се воодушевени со убавините на нашата стара скопска или турска чаршија. Тука е Даут Пашиниот амам, тука е Безистенот, тука е Капанан, тука е Сулијан, тука е Куршумлијан, значи тука е црквата Свети Спас, во кој се наоѓа, можем да кажем, најубавиот иконостас, направен од нашите познати резбари, и секако се упатуваме кон Скопското кале, завршно со џамијата на Мустафа Паша. Еве, на колку мал простор, не релативно туку апсолутно мал простор, колкав список ни наброја. Но сега да видиме другата страна од паричката, во каква состојба се сите овие културни знаменитости што ги наброја? Можем да кажем како туристички работник, како туристички водич, кој што е, можем да кажем, секогаш на терен со туристички групи, еве и по гостувањето вашата емисија, веќе имам група од Република Турција, кој што треба да водам на оваа релација кој што ви кажав. Поголемиот дел од културно-историските споменици се наоѓаат многу лоша и катастрофална состојба, за жал. Јас ќе почнам со... Извини, вели што те прекинувам, но ова се фотографии колку што гледам од Скопското кале. Скопското кале, да. Еве, да дадеме малце појаснување на гледачите. Гледачите може да видат во каква катастрофална состојба се наоѓа еден споменик на културата, а тоа е калето кој што е символ на градот Скопје заедно со камениот мост. Обраснат со трева, змии, гуштери, замислете во какви ненормални услови ние мораме да ги, значи, да вршиме разлет на калето на странски гости. Еве поставуваме прашање. Јас како туристички работник, како туристички водич, како потпредседател на Македонската асоциација, бидејќи имаме сознание и знаеме дека самото кале е под Министерство за култура. Е под надлежност Министерство за култура. Еве ја повикуваме јавно министерката да превземе активности, да ги ангажира, јавното предпријатие за паркови зеленило, да се искоси и да се среди овој културно-историски споменик. На веќе често пати се оградуваат, не знаеле, никој не им кажал, еве јавно. Не може, еве јавно ги повикуваме, не може надворешниот дел, значи од самата тврдина да биде искосен од страна на јавното предпријатие паркови зеленило се или град Скопје, нека ми простат гледачите, сега можеби точно не знаеме по чии ингеренции се, меѓутоа самото кале е под ингеренција под надлежност Министерство за култура. Тоа е културно-историски споменик. Секако. И ние во такви ненормални услови, кажете ми како и каква е таа гледка, грда и лоша гледка за странските туристи, ние и се плашиме бидејќи не знаеме во моментот од грмушките што може да излезе. Дали змија, дали гуштер, дали со страв
значи се движиме. Ете повикуваме, да не се резилиме повикуваме пред странците, министерството, ако немаат пари, еве јас овака ќе упатам еден апел да отвориме една жиросметка или ние водичите да дадеме пари па да искосиме тревата на тврдината Кале. Културно-историски споменик кој што е многу посетен од странски гости посетуваме во централниот дел на градот Скопје да не е среден. Навистина голем срам за градот. Не зборам за градот Скопје како институција, град Скопје, туку зборам за министерството, бидејќи овој споменик е значи под нивна надлежност и останатите споменици кои што се наоѓаат во централниот дел на градот Скопје. Значи во минатиот период сведоци сме на сквернавење, на уништување, на девијантно однесување кон културно-историските споменици во градот Скопје и пошироко. Последното случката со споменикот, значи со скулптурата каде што штитот и копјето недостасува, украдено. Самите називи плочките на мостот на цивилизациите. Поставуваме прашање искра, каде се камерите? Каде е Министерството за внатрешни работи? Каде е обезбедувањето? Како може да се дозволи во центарот на градот Скопје каде што ние значи врвиме и имаме, се движиме со странски гости, да се руши, да се уништува, да се краде, значи културно-историски споменици кои што се во сопственот на Министерство за култура, односно на градот Скопје, односно на сите нас, а никој да не може да преземе никаква одговорност. Фонтаните не функционираат. Фонтаната Филип II, ја спомена фонтаната Александар. Што велат странците кои ќе стигнете на фонтана од која што не тече вода? Како да ви кажам, ние се обидуваме со некои образложенија да ја подобриме ситуација во смисла, па еве може би се случил дефект и не работи. Или токму сега ја поправаат, да, или токму сега на поправаат. Значи во централното градско подрачје, самиот плоштад, јас секогаш во моите изјаснувања и во моите представувања на градот Скопје, секогаш велам, погледнете го Скопје 2015-2016 година. Дури навечер импозантна гледка. Значи, осветлувањето функционираше, фонтаните функционираат. Какво е осветлувањето навечер? Осветлување е катастрофално. Нека погледнат самите наши сограѓани, може да видат мостот на цивилизациите не осветлен. Стариот камен мост, кој што е символ на градот Скопје, кој што ги поврзува двете страни, значи на реката Вардар, кој што е и символ на градот Скопје, заедно со тврдината Кале, е во графити, во една ужасна смрдеја, бидејќи се вршат секакви работи под мостот. Значи, тоа е еден проблем, немање на јавни тоалети и WC-а. И вие во такви услови сакате да вршите разред на град Скопје, не сте ни во нормални дневни услови, а во ниво вечерни услови. Ние во минатото имавме доста групи. Сите тие групи кои што доаѓаат сега се резултат на тоа што тие беа групи толку воодушевени од убавината на градот Скопје и културното историско наследство. Сега, повторно доаѓајќи со своји пријатели, еве јас имав случај на мои гости кои што доаѓаат од Данска. Вика, вили, што се случува со градот Скопје? Ние бевме пред 10 години, вика, градот беше осветлен, функционираше сето тоа, сега ништо. Кучиња скитници, питачи, нечистотија. Со питачите сакав да те прашам, дека спомена конкретно старата чаршија и ние кога одиме таму, знаеме на колку питачи наидуваме, кај да се седне, можам да замислам странци кога ќе дојдат. Многу незгодна гледка, многу непријатна гледка, искра се ситуација во која навистина ние се обративме како Македонска асоциација веќе од нашето формирање до ден денеска ве 3-4 година. Значи упативме апел и до Министерството за социјала и труд. Значи упативме апел да се реши ситуацијата со питачите. Значи ние не можеме во такви услови кога некој стои зад вас или ви влегува во групата да питачи, да бара пари, вие се дали да водите сметка за групата или да објаснувате за културното наследство на нашиот град или нашата држава, или вие да се справувате со некој питач. Значи, многу лоши работи се случуваат. Ние неколку пати апелиравме, побаравме, разговаравме, меѓутоа гледаме дека состојбата не се подобрува. Министерствата треба да си ги вршат своите работи. Имаме, исто така мора да напоменам, дека имаме и зголемен број на кражби. Меѓу другото и на нафта, така, Апсолутно. од автобусите. Еве ќе ви кажам, јас јавно
го кажувам како туристички водич, како подпредседател на Македонската асоциација, значи моите гости од Хрватска, доаѓајќи тука кај автобуската, односно да кажам таа некоја си постојка, не е постојка, тука автобусите кај се паркираат кај VIP хотел во близина на Изгейт, значи беше украдена некаде околу 300 литри нафта. Сега пред некој ден колегите наши ни кажаа дека кај Континентал повторно е украдена е нафта. Да, ова следното што го гледат нашите сојаѓани. Ова нешто за што вие се изборивте како асоциација. Да, ние се изборивме, еве уште една позитивна работа покрај многу тие недостатоци кои што го имаме во градот. Една позитивна работа, можеме да кажеме дека после 30 години од осамостојувањето на нашата држава, Македонската асоциација по наша иницијатива во соработка со град Скопје, со секторот за локален економски развој, кој ни имаме голема благодарност, и тамо раководителката и сите тие раководители, значи конечно по наша иницијатива побаравме да има туристички постојки во градот Скопје, по примерот во Охрид. Што значи тоа е дроп-он и пикап. Значи место каде што туристичките групи организирано ќе бидат донесувани, значи нема да може да се остават секаде низ градот, да се создава метеж заради нивната безбедност, сигурност, подобра организираност, за да можат водичите комплетно да завршат, значи тој разлет на градот Скопје. Одлучивме, значи, ние како наша иницијатива дадовме, меѓутоа градот Скопје, значи ние се изборивме за тие две постојки. Едната е, како што веќе видоа нашите гледачи, е на улица Македонија, кај хотел Бристол. Тука е првата постојка, а втората постојка е кај Музеот на современата уметност на Кале. Значи, тука на овие две точки, значи, се остават гостите, странските групи, и ќе може да се соберат или да се земат од Музеот на современата уметност или обратно од двете страни. Вели, за жал, имаме уште само 2 минути, имаме уште толку многу работи што сакавме да коментираме. Еве на сите оваа слика што ни ја даде ти гледано преку очите нели на туристите, што е она што не утре, туку вчера требаше се направи за да се подобри ситуацијата со туризмот? Комплетно треба. Се. Значи, се има ли концепт воопшто? Не верувам дека да се има концепт. Ние во соработка со град Скопје, со секторот за локален економски развој, нашата асоциација имаме, значи, заложби, имаме барања, еве, има и позитивни работи, направивме туристички постојки, имаме се уште разговараме, имаме некои други планови и стратегии, значи почнуваме нешто да работиме, меѓутоа не зависи се од градот Скопје, туку значи има некои како овие културно-историските споменици што ги спомнавме, кои што се во надлежност на министерството, значи треба да се одржуваат. Значи тоа се за општото добро на сите нас. Значи преку тие културно-историските споменици ние представуваме нашата држава, нашата култура, традиција, јазик, идентитет и сето останато, нашите обичаи. Значи нема концепт за жал, треба да се подобрат работиве. Ние ќе продолжиме со нашите заложби и се надеваме дека ќе успееме во миднина да ја подобриме ова туристичка слика на градот Скопје. Уште, ако ми дозволите на брзина да кажам, во катастрофална состојба е кањонот Матка, Милениумскиот крст, кањонот Матка, неасфалтирано, неосветлено, нечисто, пристапот е многу тежок за туристите, за странските посетители, Милениумскиот крст исто така, покрај тоа што жичарата горе хортикултурно воопшто не е средено, се надеваме во идниот период дека и тоа ќе се среди комплетно. Значи, целата слика на градот Скопје се надеваме дека ќе се подобри со тоа што ќе можеме што повеќе да имаме странски посетители и странски групи во Вили, јас вака се засрамив сега кога ми кажа овие работи. Дали некој ще е срам на некои места кога ги носиш туристите? Па искра, можете да замислите кога имате група од 40 луѓе и се шетате и ги гледате сите овие недостатоци, а сите ве прашуваат зошто и како. И ставите се во позиција како вие ќе одговарате. А дел од нив веќе дошле. И виделе како било убаво. Биле гости и како било убаво, а сега во каква состојба се наоѓа градот Скопје, односно културно-историските споменици и сето останато. Доколку можам уште 2 збора да кажам, значи имаме проблеми со странски туристички водичи. Тоа заборев да го напоменам. И јас не заборевам, знам дека широка темата со оглед на тоа што ви имате строго проверени факти кои што треба да им се пренесат, особено историските. Точно. Значи согласно со Законот за туристичка дејност, значи при влез на секоја странска туристичка група,
или странска агенција на територија на Република Македонија, значи мора да има договор со локална наша туристичка агенција или со Сдружение на туристички водичи, односно асоциација кои што со туристички водичи. За жал, сведоци сме на многу големо кршење на овој закон. Контрола некој врши? Контрола од градот Скопје се врши за, значи според со нивните ингеренции, се врши за локалците. Значи ние кои што сме Што значи за овие за странските туристички групи задолжено е ние според нашите сознанија и она што ни правни советници не упатија е задолжена државната пазарна инспекција. Неколку пати комунициравме, разговаравме, побаравме од нив, воопшто нема никаков резултат. Значи државната пазарна инспекција треба да излезе на терен и да го спроведува законот согласно законот и надлежностите кои што ги имат. Значи да ги заштити и туристичките водичи, а во исто време да не може секој да ја толкува историјата на овие простори. Значи, ние ги почитуваме законите на странските во страниве држави, меѓутоа и сите тие кои што доаѓаат тука треба да го почитуваат нашиот закон, а и нашата култура, јазик, идентитет и традиција. Вили јавно посочи со прст повика конкретно некои институции, со оглед на тоа што има уште други недоследности, закажуваме повторна средба и да видиме во меѓувреме дали можеби имало некоја реакција.